Ова беше 60 и не знам, 3, 4, 58, 5 до 6 денари, може 65 беше, ова да не кажам. Овие се со додатоци, со витамини, без лактоза, ова не влегува. Министерот за економија во друштво на менаџментот на еден од најголемите синџири на маркети се прошета околу полиците и направија контрола на работењето, но и од прва рака да се увера дали на терен се спроведува владината одлука за замрзнување на цените. Смоките малце да се намалат за деца. И јас сум за да се намалат, ама ние ниско ги држиме. Инспекцијските контроли, истакна министерот, ќе продолжат до крајот на ноември, а доколку некој производи свесно или не ги нема во маркетите, граѓаните веднаш може да пријават во инспекцијата. Дел од основните прехранбени производи од денеска веќе ја добија налепницата за гарантирана цена. Меѓутоа, ако се суди според гласот на граѓаните, тие велат дека намалувањето е минимално и секако дека можело и повеќе. Граѓаните кои излегува да пазарат велат дека има некое намалување, ама тоа било недоволно поради големата скапотија. Народот секогаш не може да биде задоволен, али да задоволни. Намалени кои не се намалени. И нема таа налепницата. Да, која наполитанки треба да има тука, нема. Нешто, гледам негде дека има на некој, нема. А може повеќе, секако дека може. Барем ние така мислиме дека треба да биде повеќе. Стигаат парите или? Не. Не стигаат. Мислам, јас лично за себе си кажувам дека не. Може и повеќе, секогаш може повеќе. Секогаш може повеќе. Парите стигаат или? Па колку имаш толку трошиш. Министерот за економија се пофали дека од идната недела ќе се намалеле за минимум 10% и цените на пијалаците, а досега вели дека трговците го почитувале договорот. Во моментот се во тек различни контроли и тоа ќе продолжи до крајот на ноември и секако дека ако граѓаните приметуваат дека вакви работи може да се случуваат, да пријават во Државниот пазарен инспекторат. Според менаџментот на ланецот Кам Маркети, пресметките се уште не биле направени, но добивката велат по поевтинувањето на дел од производите секако ќе се намалела. Секако дека добивката ќе се намали, меѓутоа едноставно ситуацијата е таква во која што мораме да се соочиме со тешкиот момент во нашата држава. Ние живееме и постоиме за да ги намалиме цените. И додека надлежните се фала дека работеле за намалување на цените, граѓаните по кој знае кој пат реагираа дека намалувањето било мало, зашто власта претходно дозволила цените да заминат до небо. Нешто повеќе од 250 производи само од овој маркет веќе од сега ќе се продаваат за 10% поевтино. Нашата екипа во овие моменти се наоѓа во еден од големите магазини на маркетот. Од вчера нешто повеќе од 50 категории производи се под мраз, а за да им биде појасно на граѓаните кои артикли се опфатени со поевтинувањето, тие треба да се испишани со посебна ознака на која пишува гарантирана цена.